љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Меѓутоа, кога дојде денот, сосема нешто друго е она вистинското породување, тоа нели што сте читале претходно. Со Димитар беше малку потешко, меѓутоа, ете, неколку часа, како што кажав, мораше да се породам тој ден, а додека пак со Кристијан, веднаш ноќта добив болки и се породив буквално за, не знам, за 1 сат. Станавме од кревет, отидовме веднаш во чајер и доста брзо возеше Гино, за да стигнеме, бидејќи има страшни болки. Мислев дека и во кола дури ќе се породам. Почитувани, ве поздравувам од студиото на Мама Визија. Ви благодарам што одбирате и денеска да бидете нашето друштво. И како што видовте од интрото на емисијата, како што можете да забележите, нашата гостинка не можеш некако да ја најавиш посебно со оглед на тоа што ќе ми требаат многу епитети за неа, премногу титули кои што ги има од позната популарна пејачка, професорка, композитор, текстописец, таа е хорист, таа е педагог, таа е една од најдобрите вокали не само во Македонија и во светот, но ја има најважната улога која што може да има еден човек, таа е мајка на прекрасните Димитар и Кристијан. И денеска ќе зборуваме за мајчинството со Андријана Јаневска. Добре ни дојдовте во Мама Визија. Здраво, здраво била, благодарам за убавата најава. Секогаш убава најава за тебе, не ни може поинаку. Се договоривме да зборуваме подетално за твојот пат кон мајчинството, за нешто што не си зборувала досега. Така. И ако почнеме и се вратиме наназад, кога доаѓаат твоите желби, твоите размисли за тоа да станеш мајка, се сеќаваш ли дали тоа беше од твоето рано детство, кога првпат се појавува потребата да се реализираш како мајка и желбата дека сакаш да еден ден да имаш бебе? Интересно прашање, не сум размислувала, искрена да бидам. Еве сега, како што ми го поставуваш прашањето, пробувам да се сетам. Најверојатно со запознавањето на мојот сегашен сопруг Гино се родила и таа желба да основаме семејство и да едноставно почувствувам дека тој ќе ми биде мојот животен сопатник и со кого што би сакала да имам, нели, семејство и дечиња. Меѓутоа, еве сега размислувам, ние како деца бевме многу компактно семејство и се уште сме. Секој дневно бевме заедно, ние, нели, заеднички ручеци и така натаму. И подоцна кога имав дечиња, кога мајка ми ги чуваше понекогаш децата, си размислав колку било лесно всушност. Некако таков впечаток ми оддаваше мојата мајка, дека е многу лесно всушност да се биде мајка. И затоа и никогаш не сум се плашела од тоа и секогаш сум сакала да имам деца, заради тоа што и ние сме тројца. Значи, јас имам и сестра и брат. И сум сакала секогаш да имам големо семејство. Ке се навратиме на детството нешто подоцна. Ајде, за почеток би сакала да се навратиме на спомените кога се запознаваш со твојот сопруг, како се запознавате, двајца музичари, дали тоа беше меѓу музичките водили на поинаков начин? Па да, може да се каже дека беше комбинација од двете. Секако дека јас го знаев, значи тој беше рок гитарист во групата Архангел, наша позната рок група. Меѓутоа не сме имале прилика да се сретнеме. Нормално, бидејќи едноставно одеше на концерти на Архангел ти сум била, да, сум била на концерти. Меѓутоа не сме се запознале никогаш. Подоцна се запознавме 2005 година. И всушност тогаш и започна нашата врска, која што еве до ден денес трае, значи тоа се цели 20 години откако сме заедно, а 4 години откако бевме во врска и ја кронисавме со брак. Значи крајот на 2009 година се регистриравме
и свадбата ја направивме летото. Да, ќе честитам 15 Да. години Да. славевте минатата Така е, да. година, честитам да се множат годините Благодарам. и љубовта да расте. Дали ти беше симпатија кога го гледаше? Дали тој ти беше тебе симпатија додека го гледаше на сцената со тие нивни спотови или пак спонтано се случи тоа? Ќе откриеш? Спонтано ќе кажам, да, спонтано, па не сум размислувала едноставно на тој начин во тој момент. Се разбира дека музиката нивна е врвна и од секогаш ми се допаѓале. Јас и од секогаш излегував на такви места, иако воопшто никогаш не сум пеела рок музика, меѓутоа јас мојата младост ја поминав, еве така можам да кажам, во такви клубови. И позната ми е и блиска ми е. Така што тој начин на живот мене ми се допаѓаше и на тој начин некако и се запознавме преку наши заеднички пријатели. Одлично. Сега велиш да се случи моментот на запросување, тоа беше некаде посебно или како што е сега актуелно тоа да биде спектакуларно, имаше таков некој чип Не, или воопшто беше спонтано, природно. Па како што кажав на почетокот, како некако да се знаеше дека ќе бидеме цел живот заедно. Таков некој момент беше и некако не беше класично сега запросување или нешто така, меѓутоа да се подразбираше. Почнавме постепено да разговараме околу тоа каде би живееле и така натаму, значи додека се уште не бевме во брак, тогаш практично го купивме и плацот во Бардовци каде што и до ден денес живееме. Значи куќата се градеше и така натаму, некако сето тоа се подразбираше. 2011 година се реализираш за прв пат како мајка. Така е. Со прекрасниот Димитар, твоето прво синче. И сега, ајде дозволи ми дали сум во право, вака истражувајќи, потсетувајќи се на твојата бујна кариера, не можеме се да кажеме овде, но гледачите верувам дека знаат. Во 2011 година имаш издадено детско CD, Да. Кога си среќен. Така е. Дали мајчинството тогаш кај тебе ја развива таа потреба да почнеш да твориш за детската публика? Токму така и многу интересно е, се уште не ни беше тогаш ниту студиото направено, сега каде што нисто во куќата, меѓутоа имавме како импровизирано студио и се сеќавам дека го доев Димитар и во исто време додека си спиеше, си правев аранжмани и така размислував. И сега тоа не се ново компонирани детски песни, туку се веќе познати песнички од англиско говорно подрачје кои што практично ги препеавме на македонски јазик и побудени од потребата да се пеат што повеќе песни на македонски. Ние имаме, да, например, нели Златното славече и така натаму детски песнички, меѓутоа тие се сепак за дечиња би рекла од училишна возраст. Може би нешто предучилишна и училишна. Меѓутоа овие песнички беа наменети баш за дечиња во градинка и предучилишна возраст и помали деца. Да. Така што јас можам да кажам дека ги испробав тие проекти и на моите деца, кога си среќен со Димитар, а потоа и уште еден проект, тоа беше за спивалки. Тоа беше подоца, кога се роди Кристијан. И таму беа всушност и приказни и песнички за приспевни. И за спивалки за бебиња. Така е, за бебиња, да. Тоа беа ново компонирани. Па и тоа беа некои комбинации исто од песнички кои што веќе постојат, меѓутоа препејани. Морам да споменам Тања Веда, со која што заедно ги работевме. Значи јас бев задолжена за аранжманите, таа за препевите. И морам да кажам дека многумина од колегите ми кажува дека дечињата нивни пораснале со тие песнички, што на вистина ми е драго. Достапни се сега овие композиции? Достапни се на YouTube канали. Да, ете, за мајките кои што имаат мали дечиња, еве, за спивалки и кога си среќен се одличен лек за заспивање очигледно и за уживање на вашето дете. Очигледно е дека кога си била трудна и кога си имала мали бебиња, си била инспиративна во тој поглед и си се изразувала и на тој начин за младата публика, но ајде моментот на кога прв пат дознаваш дека си бремена во Димитар. Кога се случи тоа, како се случи тоа, дали беше сама, на кого му соопшти прво? Потсети се на тој ден. Се сеќавам дека тоа го потврди мојот гинеколог Стамболиев, го поздравувам во овој момент и инаку знаев претходно нормално направив тест за бременост. Меѓутоа сакав и потврда пред официјално да им кажеме на моите родители, секако јас и ги први дознавме. И се уште си ги чувам тестовите за бременост и од двете дечиња.
откако ја добивме таа, нели, потврда со како што го нарекувавме точката. Така беше, тоа му беше работно име, велам ја. Да, потоа отидовме кај моите родители на руче, каде што ги известивме, тоа беше значи некаде декември месец. Димитар е роден на 24 август и навистина беа пресрекни. Тоа беше значи наше второ дете, да се каже, во фамилијата, бидејќи имам постар брат кој што тогаш имаше веќе едно синче. И така навистина неизмерна радост, да. Неизмерна радост, Да. очекувано ли беше? Дали ви како со Гино, дали разговаравте, дали имаше некакви планови, ајде сега е време за дете? Како се одвиваше тој процес во вашето семејство? Па пак ќе кажам повеќе на не баше толку разговори и планови, колку што спонтано си доаѓа работите една по друга. Како што кажав, ние значи 2009-та се регистриравме, сакајќи нели да основуваме семејство и така натаму. Подоцна значи ја правевме свадбата во јуни и потоа некако си се подразбираше дека треба да оформиме семејство. Кои беа твоите размисли? Посакуваше девојче или момче? Имаше ли некогаш такви желби во тебе? Нека не ни се наодат Димитар и Кристијан во секој случај доколку... Како мала секогаш сум си замислувала да имам момче и девојче. Мислам дека така повеќето нели девојчиња така си замислувале, не знам, барем ние кога бевме идеална мали. слика. Да, Момче, девојче и да, куче. Да. А најверојатно бидејќи јас нели имав постар брат, известно време подоцна се роди сестра ми бидејќи е доста помала и така некако ни беше таа некоја слика фамилиарна. Меѓутоа, откако се роди Димитар и кога забремеви со Кристијан, не можев да замислам да имам девојче повтор пат. Некако мајка како да се синови. навикнав, да. Дека ќе бидам мајка на синови и така, тоа е отприлика. А еве споменуваш неколку пати дека сте 3 деца, си размислувала ти еве за трето дете? Сум размислувала, се разбира, меѓутоа сепак мислам дека беше јас секогаш велам за овој мој живот е доволно, кој што нема да му дава Господ, бидејќи сепак и мојот сопруг е веќе во поодмината возраст, тоа е 67 годиште, значи веќе 60 години ќе наполни. Па да речеме од таа некоја страна, значи размислував што и како би било, да. Да, и јас веќе имам 44 години. Не дека не може, меѓутоа затоа велам кому не му дал Господ да му даде, му посакувам нели на секое семејство. Јас навистина сум пресрекна со Димитар и со Кристијан. Како помина бременоста со Димитар? Се сеќаваш ли на тие 9 месеци? Каков живот беа за тебе? Што значат тие 9 месеци за тебе? Па имав лесни бременности, морам да кажам, и со Димитар и со Кристијан. Велат народот така вели, или мајката како поминала со бременостите и со пораѓањето, така и ќе биде и кај ќерката. Па некако така беше и кај мене, морам да кажам. Навистина лесно, со тоа што со Димитар се породив летно време, а со Кристијан зимно време, значи тоа е разликата. И имаше разлика, да, заради тоа што, нели, со Димитар така во тие жешки денови, навистина беше прежешко, август, 24 август, така е. Знам дека надвор 40 степени имаше кога се пораѓав, инаку се порадив во Чаир, со двете деца, природно, без анестезии, тогаш не имаше, сега. Не знам каква е процедурата, меѓутоа навистина лесно поминав и со двете бременности. Ги памтиш некако посебно тие деновите на породување? Лесно било, но секоја жена го чувствува стресно тој ден, затоа што нели е нешто непознато, посебно првиот пат. Како го паметиш? Да, меѓутоа првиот пат баш заради тоа што е непознато, нема воопшто страв. Не знам што ме очекува. Некако теоретски бев подготвена, меѓутоа во пракса е нешто сосема друго. Нормално, читав по форуми, читав книги, се подготвував и така натаму. Меѓутоа кога дојде денот, сосема нешто друго е она вистинското породување, тоа нели што сте читале претходно. Со Димитар беше малку потешко, меѓутоа ете неколку часа, како што кажав, мораше да се породам тој ден, а додека пак со Кристијан веднаш ноќта добив болки и се породив буквално за, не знам, за 1 сат. Станавме од кревет, отидовме веднаш во Чаир и доста брзо возеше Гино.
за да стигнеме, бидејќи имав страшни болки, мислев дека и во кола дури ќе се породам. И додека чекавме таму да ме запишат, осетив како ми пука водењакот и веднаш ме однесува во салата, каде што веднаш се поредив, буквално за 1 минута. Каква Со трудница? второто дете. Каква трудница беше? Дали беше плашлива трудница? Дали сакаше да добиеш совети од од твојата мајка, од некои другарки кои што поминале, да читаш, велиш по форуми? Дали беше плашлива за да се потковаш и да се едуцираш и теоретски? Или беше од оние трудници? Не бев плашлива. Како што кажав, и мајка ми таква беше. И некако ми изгледаше се лесно кога е до мене. Да. Не бев плашлива, не. Една карактеристика што нели не е стереотип, да не бидам сватена погрешно, е дека трудниците се имаат стрв и сакаат да јадат повеќе, сакаат да пробаат. Го имаше ли ти тоа или не? Не, мислам дека го немав ни тоа и не се издебелив нешто многу искрена да бидам. И веднаш после се вратив во нормалната килажа. Што паметиш, ти се смени ли нешто во однос на исхраната, да престанеш да сакаш нешто да јадеш или можеби да почнеш да јадеш нешто што не си го сакала или некој мирис или нека не е поврзано со храна, нешто што еве некој од нашите гостинки споделува, имаше гостинка која што кажа кожа не можела, од Силви Бенд кажа дека кожа не можела да поднесе, значи додека била бремена. Дали нешто не можам такво да се сетам, ама на пример се сеќавам дека многу почнав да пијам јогурт со втората бременост. Мислам не дека и претходно не сум пиела, ама тоа беше екстремно. И до ден денес ми остана, а и малиот сега пие многу јогурт, да. Не замете тоа вака сега ме потсети. Тоа беше баш како некој пресек од бременоста. Одлично. Да. Ајде како ги добиваат? Некако одиме паралелно со Димитар и со Кристијан, како ги добиваат имињата? Имаат ли некаква символика? Да. Јас сакав да ја задржиме таа традиција и да ги крстиме децата по нашите родители. Димитар е крстен по едниот дедо, Кристијан по другиот дедо, така што мислам дека и двете имиња се убави. Да. И некако сега не можам да замислам да се викаат поинаку. Баш пред некој ден ме прашува мамо како требало јас да се викам, на пример бидејќи размислувавме нели Повеќе и за други имиња, меѓутоа сега кога ќе го видам Кико за мене е Кико и никој друг. Да. Да. А точката е Димитар. Да, точката е Димитар, да. Едноставно, како велат, има нели една изрека, nomen est omen, и едноставно името е твојот знак и суштината која што ја носиш. Да, и како си го носиш Така името, е. и секој некако знае да си го го носи името. Димитар има сега 14 години, така според пресметките. Ајде овие 14 години живот со него, односно ете почетоците. Првата година помината со Димитар. Како изгледаше прв пат стануваш мајка, Гино прв пат станува татко, и како изгледа животот со едно мало бебенце дома во вашиот дом? И двајцата, и Димитар и Кристијан, многу плачеа на вистина, и најтешко од се не ми беше ниту пораѓајот, ниту бременоста, туку што не можев да спиам. Значи, оние први, не знам колку веќе беа, месеци, плачење, грчеви и така натаму, што се не пробавме, капки, инаку цица и двајцата. И еве, значи, не беше ни до тоа да речеме да е нешто од вештачкото млеко и така натаму. Значи, секако што требаше правеме, меѓутоа едноставно такви беа, да. Такви беа, и се до еден момент на вистина, значи, веќе се чувствував толку уморна, што мислев дека и од раце ќе ми падне бебето, така што во тие моменти, значи после веќе неколку месеци, тоа ми беше најтешко, да кажеме, ете, тоа во тој ран период кога беа многу малецки, се договаравме со Гидо, на пример јас да седам нокеска, односно нели со нив, да поспие до извесен период тој. Значи да тука 5-6 да речеме, да, па после да цица во 6 саат, па барем 3 сата да поспијам до 9 да кажеме, затоа што пак и тоа е нешто континуирано неколку сати сон отколку ништо, нели? Апсолутно. Така што ете тоа вака го паметам како ете тој тежок да речеме период додека не порасна, и Димитар и Кристијан исто. Меѓутоа, другите работи не. Беше лесно и двајцата цица, немавме никакви проблеми, подоцна си почна и со кашички, по совет на педиатрите почнавме прво со зеленчук, па потоа со овошје,
за да јадат, нели, зеленчук. Инаку јас така построга сум во однос на јадењето и бев, значи, воведов некој ред, еве така да кажеме, кој што еве и до ден денес среќна сум што се одржува, да, заради тоа што нели многу од дечињата денеска не сакам ова, не јадам она. Јас, на пример, исто кога бев дете, и моите родители така од тој аспект беа построги, значи тоа има за јадење и тоа е тоа. Јас секогаш велам еден лек за прости ако те прекинувам, е да се пушти видео од децата во Газа како живеат, да се пушти видео од деца каде што има војни, што тие не јадат, што тие всушност и како тие живеат. Така е, да. И јас се сеќавам тоа, кога бев и јас мала, на пример, и татко ми ќе каже, зелка, на пример, еве има за ручек и нема друго, нема јадење. И после кога ќе ми се пријаде, одев и ја. Ки си ја јадеш зелката сега тоа. Така е, да. Мислам и обожавам сега и да јадам денес, нема нешто што не јадам. Тоа сакав да кажам, некако не треба одма да се откажуваме, мислам, како родители. Во првиот момент не сака и добро не сака. Значи, сепак треба да пробаме да воспоставиме некој ред и дисциплина, нормално тоа да не биде сега па и на сила, нели? Меѓутоа да не попуштаме. Трпение треба затоа што децата се навистина итри. Па итри се. Итри си знаат да не надмудрат. Сега сум среќна што навистина јадат и моите деца се, некако така воведовме некој ред и немаме никаков проблем. Значи ли тоа, знам дека си добра во уредувањето на дворот, тоа секаде и сум читала и сум гледала и сум имала прилика да видам фотографии од вашиот двор и дека ти навистина умешна си во тоа, но дали значи тоа и дека си добар готвач, те бива во кујната? Готвиш дома? Па сега не можам да кажам дека сум лош, меѓутоа не готвам толку често колку што готви сопругот и свекрвата, бидејќи ние живееме заедно во заедница, заедно со свекрвата, еве тоа не го споменав. Кога го купувавме плацот во Бардовци, имаше опција, бидејќи сопругот живееше на друго место во центар и да едноставно свекрвата живее да и купиме стан во центар или така натаму, меѓутоа посебно да живее. Меѓутоа, јас сакав да живееме заедно, значи и тоа некако спонтано си дојде. Немаше тука исто, дали сакаш, не сакаш. Мислам дека е убаво да живеат децата и со баба. Затоа што, еве, например, па на брат ми децата живееа со моите родители, со мајка ми, со татко ми, и гледам колку има тука позитивни аспекти на вистина. Да има во куќата ете и некој постар човек и така натаму. Мудроста тука да постои, да. Треба, според мене, и помош, и голема помош од практични причини. Не можам да замислам што би било еве да не живеевме со свекрвата, затоа што јас си паметам ние кога сме биле мали, мојата мајка кога ќе се вратеше од работа, нели ние па сами живеевме без баба и дедо. Навистина и сите тие обврски околу домот, околу куќата и ручек правење и така натаму, не можам да се пожелам, навистина морам да кажам дека навистина убаво живееме и некако усогласени ни се обврските околу домот. Например, јас сум за чистењето одговорна, немаме еве чистачка или такви работи. И во тоа, ако е некоја банална работа, гледам и во тоа убаво. Например, во тие моменти одмарам од некои други работи. Например, си размислувам за нешто или нешто едноставно и на ништо да не размислуваш, што се вели. Пушташ мозокот на пасење. Да. Така што организирани сме, да кажам, како секој семејство. Секој си прави нешто. Секој е за нешто задолжен во фамилијата и тоа е поентата на фамилијата. И се е завршено, и убаво е тие заедници. Секој ден заедно ручаме. Да, се уште тоа го применуваме. Среќа нашите деца одат само прва смена на училиште и кога се враќаат сите заедно ручаме дома. Да, и на баба и е полно срцето, предпоставувам. На баба па се разбира, да. Таа има сега колку години? Сега има 87. Да жива и здрава. Дамата свекрва, да, инаку е навистина во топ форма. Браво. Планинари и секој е и чест на вистина. Значи ли тоа дека тренувањето во градинка беше пролонгирано за твоите деца? Не, си одеа и во градинка, и тука исто имав јас некои дилеми, во смисла не значи сега дека ако баба живее со нас дома, дека треба да биде цело време со децата, бидејќи таа има собствен живот, нели? Сака некогаш да излезе, да се прошети така натаму. Заради тоа, а и не само заради тоа, сепак според мене убаво е да се социализираат децата, ние сме оделе во градинка. Јас како што велам, не знам, некако копирав се што правеше мајка ми, истото го правев и јас. Ние сме оделе од јасли што се вели, нели, во градинка, па така и Димитар тргна од 1 годинка,
во градинка. Кристијан тргна малку подоцна заради некои здравствени проблеми на 3 години, меѓутоа си одеа двајцата во градинка и така. Какви деца се? Какви деца беа кога беа малечки Кристијан и Димитар? Дали беа немирни, палави деца, мирни? Како би ги опишала? Тешко прашање за мајка. За мајка на синови. Да, не знам што да кажам. Димитар можеби беше попалав, така темпераментот на татко ми го има секогаш зборуваме. Кристијан, пак ќе кажам, не толку. Тој се роди помалиот син, значи, со една деформитет на стапалата, значи песеквиноварус, каде што практично му беа сосема навнатре и според ортопедите тоа беше еден деформитет кој што е тежок во смисла дека е ригиден и дека не може сам од себе да помине со текот на времето, туку мора да се интервенира од самото раѓање. Буквално Кристијан се роди во понеделник, во петокот веќе бевме на лекар. Така што со него имавме таков еден турбулентен период кој што долго време траеше, околу 4 години. Тоа се преку физикална некако се... Па тоа е сега, морам и овде да се заблагодарам на нашиот доктор Љупчо Богоевски од болницата Свети Еразма во Охрид. И тоа е една процедура која што е многу долга, значи тоа е вроден деформитет на двете стапала, кој што ако не се коригира, практично нема да може детето да оди воопшто. Односно би одел со зглобчињата, нели? Сега нема да навлегувам медицински, меѓутоа генерално ахиловата тетива е многу пократка и таа треба всушност да се растегне, меѓутоа тоа не може наеднаш, требаат години да поминат. 4 години од прилика траеше целиот тој процес со така наречениот Понсети метод и додека, да речеме, едно време му ги исправивме во една позиција ноџињата да може да се извршите оперативен зафат на двете на стапала и подоцна носеше едни апаратчиња. Заборев сега како се вика нешто со Денис Браун ми се чини, да, ете. Операцијата ја правите на која возраст? Па 6 месеци би сам имаше, малецко бебе беше, да. Значи од 5 дена од како беше роден, буквално на секој 5 дена одевме во болница за да му ги исправат со гипсани чизми. Значи практично да се тегне малку по малку тетивата. Постепено, да. Така е, да дојде до некој ниво кај што ќе може да се изврши таа операција и подоцна да ги носи тие чизмички Денис Браун, 12 сати на ден се носат, што значи дека како бебенце не можеше да лази, на пример, и такви некои работи, како другите бебиња. Меѓутоа, среќа што постои тој метод. Јас затоа велам, малку ме бев во шок кога се породив, бидејќи не ни знаев за време на породувањето дека ќе има таков деформитет и ми требаше едно време да се совземам, меѓутоа и брат ми среќа ете по науката генетичар е, па најдовме такво некое решение, среќа нормално што постојат кај нас такви доктори врвни. А тоа е генетски наследно? Да, генетски деформитет, да, наследна да речеме ете така. И така што јас кога бев во болницата само прашав дали има решение за овој проблем. Ако има, ништо како мајка не ми е тешко да направам. Навистина, буквално на секој 5 дена одевме до Охрид со Гино. И малку по малку ноџињата нели се исправија. Сега навистина, сега си е супер, сега веќе има 11 години. Инаку има многу примери светски каде што ете така биле родени дечиња со тој деформитет каде што веќе си врвни спортисти, така што ете ако некој се соочува, некоја мајка или татко со таков проблем со неговото детенце, да знаат дека има решение, да, кај нас во Македонија, да, навистина има врвни доктори, да. На Андријана благодарам што го сподели, ова беше навистина храбро и тоа е и целта на Мама Визија да си споделиме, да си помогнеме меѓу себе. Како Димитар реагираше на тоа дека мама е трудна? И дека ќе има братче или сестриче? Да, па мама тогаш и беше активна за време на втората бременост. Тогаш почнав всушност и да работам на докторатот. Значи пред 2014 тоа беше, да. А Димитар имаше 3 годинки, да, 3,5 кога се роди Кристијан. И јас го земав со мене да истражуваме заедно, бидејќи таква ми беше областа, истражувачка да кажеме, на терен во Албанија. И беше многу интересно, свекрва ми исто така беше со мене, додека јас правев интервјуа и така натаму со селаните таму.
да го чува Димитар, меѓутоа некако не ја осетив втората бременост. Така бев активна, работев како виолинист во Македонската опера и балет. Предавав исто така, баш тогаш почнав всушност на факултетот за музичка уметност. И дури преска и пред да почнеме со емисијата ти споделив нели дека со Мијата го снимавме спотот еден ден кога бев во 9-ти месец од бременоста, да. Така што најнормално ми помина и втората бременост и некако и Димитар тоа си го прифати. Дека и ќе се случи. Да, ќе се случи, да. Сега понекогаш знае да биде љубоморен, нормално. Да, ама мислам дека тоа е нормално. Јас сум била кога се роди мојата сестра. Да, тоа е нормално, човечки е да се почувствува малце дека си нели нијанса запоставен. А јас секогаш му велам тебе, секогаш те сакам 3 години плюс. Ете така, бидејќи си роден. 3 години пред Кристијан, да. Помагаше ли, дали бевте родители кои што го инволвиравте негот како се породи со Кристијан, да помогне да донесе он млекце, да помогне да ја фрли пелената и такви некои, затоа што нели пак е мала разлика да не се чувствува запоставена, да се чувствува корисно во семејството, дека помага за бебето. Така е, да. Можеби требаше и некоја сликичка таква да најдам каде што помага. Меѓутоа да, подоцна на пример во луката како го лула, па го шета со количка. Како бато. Како батко, да. Значи цело време беше инволвиран. Да. Колку мајчинството ти влијаеше, велиш дека со втората бременост си била активна, но дали ти влијаеше на работата, на професијата, на музиката? Дали имаше, да речеме, ете тие периоди кога си најнеопходна како мајка за бебето, застој во работата? Чувствуваш така? Да, па секако, значи понекогаш ќе прочитав нели по некој коментар на социјалните мрежи, како не сум била активна некој период и така натаму. Меѓутоа, тоа е нормално за оној кој што е родител, барем за мене. За мене беше неприфатливо. Јас не знам сега толку мали дечиња да ги оставам и по цел ден да одам на турнеи или не знам да ме нема еден месец во Австралија да одам на турнеја. За мене тоа е неприфатливо. Дури до ден денес, најискрена да бидам. Например, сум имала неколку понуди во изминатиот период баш за Австралија и сум ги прашала децата и некако гледам дека навистина се натажуваат бидејќи станува збор за подолг период. Да. Друго е да сте неколку дена отсутни, друго е тоа да се месеци во прашање. Да. И заради тоа не сум се нафаќала. Секогаш ми биле децата приоритет, од секогаш. Значи затоа што еднаш се деца. Да. И едноставно си поминува тој период, тоа е многу важно за развојот на децата, да бидат со родителите, да бидат посебно со мајката во раните години. Свесни ли се сега во некоја, се уште се мали, но дали се свесни дека мама е популарна и како тие реагираат на тоа? Да, понекогаш знаат да кажат. Еве Кико сега има за Нова година има представа и вика мама една твоја песна. Вежбавме кореографија на некоја песничка и така. Мислам дека се свесни, но не нешто не му придават на тоа значење и така треба да биде. Колку, бидејќи сте пријатели, предпоставувам и ти сопругот со познати личности, колку тие доаѓале додека колку вашите деца се растени со јавни звучни имиња, може ли да ни споделиш некои можеби ситуации кои што ги поминале со некои имиња кои што ние ги знаеме, интересни случаи од вашиот дом, одење на одмор, можеби со некои познати личности, дружење со децата на познати личности? Да. Бака најмногу се дружиме со Джиан Емен, нашиот познат музичар, и со нивните деца, и со сопругата негова, јас сум другарка од дете. Буквално заедно сме растени, така што и нашите деца се дружат и еве со нив сме заедно и секој лето и секоја зима на одмор. А еве од личности од естрадата сега се потсетив на пример ДНК, ќе ги споменам, бидејќи на последните настапи често знаев да ги земам децата со мене. И многу пати дури на Панчо ќе му се јавев, земи го Маки, например, да бидат заедно со децава, да се дружат и така натаму, се случувало многу пати да со нив седат заедно. Меѓутоа и сега кога се случи трагедијата, навистина многу тешко тоа го поднесоа. Да. Тоа е животот, за жал. Животот за жал. Има и убави моменти, меѓутоа и многу тажни. Да, ќе остане вака да ги споменуваме по добро, секако ДНК, целата група да ги споменуваме само по добро. Ајде кога сме кај музиката. Те знам веќе подолго време, но никогаш не сум имала прилика да те прашам твоето писмо, моја Библија.
чие писмо е твоја Библија? Ова филозофско прашање. Чие писмо? Светото писмо е моја Библија. Така тоа или Па има така, може имаше да се ли можеби каже. оваа песна, знам кој ја напишал, се ми е јасно, но Да. дали имаше некаква вистина во оваа песна? Песната е на Григор Копоров, нели? Меѓутоа текстот е на Владо Јаневски, така што веројатно него ќе треба да го прашаш што мислел кога ја пишувал. Инаку имаше повеќе текстови, еве тоа можам да го кажам. Песнава, односно мелодијата на оваа песна имаше повеќе верзии на текстот. На крајот ја одбравме оваа како уникатна, можам да кажам, и најинтересна. Да, и дефинитивно печат еден личен печат дефинитивно ти остана. Колку се музикални Димитар? Значи Димитар и Кристијан можам да заклучам дека се музикални, ова ми не би беше соодветно прашањето затоа што знам дека и свират и пее Кристијан така. Да. Веќе тоа значи дека навлегуваат во музичките води сериозно? Навлегуваат, така е. Димитар оваа година ќе заврши нижо музичко училиште, паралелно значи во Илија Николовски Луј. Кристијан е пето оделение исто така, свири виолина, а Димитар свири пијано и планот му е да се запише во средното музичко училиште. Сега за сега, па ќе видиме, мислам најверојатно и таму ќе се запише заради тоа што и краток е веќе периодов. И што ме толку Што вели, тоа е решен. по желба нормално по негова желба, но дали е тоа вродена желба од тоа што вас ве гледал, затоа што расте и вие имате и студио, значи од каде поривот за музика кај нив? Генетиката очигледна е, но велам што вели, сакам да бидам утре музичар како тато, значи или на пример повеќе сакаат класична музика. Да, и практично нешто како јас кога почнував, кога бев мала, бидејќи јас одев нели во нижото музичко училиште, па во средното и така натаму. И гледам по дома се слушаат класична музика, џез понекогаш така, тоа ги интересира. Значи вака за естрадата не покажале интерес. Кристијан еве тоа што настапува и што пее, меѓутоа пак тоа се некои композиции од Френк Синатра и така нешто, тоа го интересира повеќе. Queen, да, тоа пее и така натаму. Не знам искрена да бидам, ни јас се уште како мајка, дали што ќе биде и како ќе биде. Ние секогаш од нас самите поаѓаме и јас како сум правела кога сум била на нивна возраст, меѓутоа сите сме ние различни индивидуи, не значи дека исто треба како јас што сум правела да прават, нели? Јас оставам како што ќе решат така. Секогаш сум им рекла, целта во животот е да бидеш среќен. Тоа е. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Среќен. Ако те прави среќен музиката, тоа студирај го и учи го. Значи јас не сакам да биде наметнато, што се однесува до нас како родители, колку што сме можеле сме им пружиле и во друга една смисла ете носење на музичко, тоа е сепак време, организација и така натаму, да се посветиш. Како и кај спортистите, едноставно тоа мора континуитет да има. Секој дневно да се вежба. И да не се лишиш ти од твоите обврски и задоволства кои што ги имаш како индивидуа. Така што не знам, ќе видиме. Димитар на пример покажува интерес многу кон општествените науки, многу го интересира вака историја, го интересира и географија, ќе видиме. Значи, како што ќе си одлучи тој, понатаму така, наше да го поддржиме. Им влијаело ли некогаш, имале ли некаков притисок со оглед на тоа што имаат популарни родители? Дали некогаш се случувало такво нешто во? Мислам дека не, барем јас не знам за такво нешто, не ми споделиле до сега такво нешто и мислам дека не. И нема потреба, затоа што ние сепак живееме во една, како да кажам, заедница, и населба во Бардовци, каде што сите си се знаеме. Нели? Како едно мало местенце, таму учат децата во тоа училиште и од бебиња се таму растени, сите си се знаеме, немало никаков проблем до сега. Колку, откако станавте родители, ви се промени начинот на одење на одмор, зборуваме за зимски, за летен одмор, организирање на викенди, како тоа го организиравте и дали чувствувавте некакви потешкоти во тој процес? Не, мислам кога беа помали децата, нормално одевме да речеме на летување со автомобил, со авион додека беа мали не, меѓутоа
Сега како што се пораснати, повеќе сакам со авион заради тоа што не сакам и да чекам толку гужви на граница и така натаму, некако поедноставно ми е. Побрзо, да. А и сега навистина светот стана достапен. Да, Стана достапен и има многу ефтини летови, навистина се наоѓаат ефтини летови и може да си дозволиме да речеме. Која би била најдалечната дестинација како заедно фамилија? кај што сме оделе? Па мислам Финска. Да, дека е најдалечна. Вака по километри. Да. Така, И по воздушна линија? Да. Па да, најдалеку. До сега еве не сме биле. Во Африка сме биле само во Тунис. И интересно, така тоа, јас сум задолжена за организирање на нашите патувања. Тоа ми е интересно исто така, воопшто не ми представува проблем. Си уживам едноставно некако така. Сакам да патувам, таков тип сум, авантурист. И понекогаш дури сами, некогаш сме били јас со децата, со свекрва ми многу често одиме заедно. Јас свекрва ми децата. Баш убаво. Да. Со свекрва ми со децата одиме и на одмор и понекогаш така по некои градови да посетиме музеи, бидејќи таа е сликар. И јас исто така многу ја почитувам ликовната уметност и сакам да одам во музеи. И кога шетам еве со децата, гледам тоа да биде главна активност. Ти си авантуриста и возиш мотор, си човек кој што имаш и одредени епизоди покажувајќи со твојот мотор, покажувајќи одредени дестинации. Еден авантурист, еден спортски дух имаш во тебе, уметнички дух. Тоа го правиш се уште? Возиш мотор се уште? Па возам, да, сега во моментов не бидејќи е многу ладно. Не дојде со мотор? Не. Значи има навистина луѓе кои што возат и во текот на зимата, меѓутоа јас сепак не. Значи се придржувам до едно правило, кога е температурата под 15 степени не возам и од здравствени причини не е здраво едноставно, значи пред се, а и нема потреба. Мислам не можеш да уживаш толку стварно во зимски услови, друго е кога ќе биде пролет и лето и есен. Пролет и есен се најубави за возење, бидејќи не е толку топло. Кацигата кога е летно време навистина многу загрева, да. Така што возам, да, еве сега да се качат малку температурите и ќе почнам. Како ќе изреагираш кога можеби за година-две Димитар ќе ти рече мамо сакам мотор? Мислам дека нема да рече. Некако како да кажам, индиректно им кажувам дека не треба. Се шалам. Значи јас и на некои други кога ќе ме прашаат, значи прво јас релативно доцна почнав да возам мотор, а претходно возев 20 години автомобил. Значи вие мора да имате некакво искуство во сообраќајот, особено во Скопје. Да. Значи не одобрувам мали деца уште што се вели нели на таа возраст 13-14 години да возат мотори и така натаму, така што јас им зборувам дека тоа не е добро и не ни покажале вака сега желба интерес. Како еден човек кој што е добар познавач на шахот, ги научи да играат шах, играте по дома шах? Да, значи одеа кај мојот тренер Орце Данчевски во неговата школа, да го поздравиме Орце, да. И сега еве почнуваат со второто полугодие, така што сакаат да играат. Шахот е навистина една, па ќе кажам, сум кажала повеќе пати, спој помеѓу спорт, уметност и игра. Развива, например, развива и општата интелигенција, меѓутоа и генерално многу аспекти, и борбеност, и оној психички момент да загубиш. Значи, кој што сите ние го имаме, нели? Како да се носиш и со тој страх, поразот и така натаму, да. И со поразот, да. На кој начин дома се релаксирате? Читав некој интервју дека гледате и филмови, секој петок, дали уште го имате тоа? Да, па најчесто во петок сум послободна во однос на часовите на факултети во моето училиште. И нормално, децата се порелаксирани, нели, сепак пред викенд. Да. Со Димитар повеќе гледаме филмови, Кико се уште не сака толку многу. Така се релаксираме. Друго, па што знам, со Гино исто така знаеме често да гледаме некои емисии. Летно време си седиме во нашиот двор, разговараме, да, имаме доста пријатели кои што доаѓаат кај нас се дружиме. Има ли некој филм кој што ќе ни го препорачате? Може би нешто што... Сега гледам серија во моментов, па не знам, не ми текнува во моментов. Сега јас повеќе сакам така и трилер,
како жанр серии гледам сега во моментов. По сериите, да, некако сите Да. се заразивме Да. во последно време со тие серии. Малку за твоето детство, за твојата мајка, ќе изразам сочувство, Да. рано ја загубивте за жал. Како го паметиш твоето детство? Растена си во Радишен и убаво Скопско мало. Какви спомени ти буди кога ќе ти го поставам прашањето? Каква мајка беше твојата мајка додека бевте вие деца? Како да кажам, беше и строга, меѓутоа и нежна истовремено. Има моите родители авторитет без да го покажат авторитетот. Значи не сме имале никогаш казди, еве ако кажам, во смисла нема ова, нема она или не, а сите сме биле и одлични ученици и добри деца, така да кажам. Секогаш сме разговарале и еве ова можам да го кажам, секогаш не третирале како рамноправни членови на семејството. Значи кога имало некој проблем ќе седнеме, ќе разговараме, ќе ни каже татко ми или мајка ми. Сега за мајка ми беше прашањето, па јас малку опширно фатив. Секако таткото е вклучен во дискусијата. Меѓутоа некако и тие како да беа поделени, еве например со татко ми повеќе одевме, тој не носеше на музичко например, понекогаш, инаку со автобус одев. Во прво оделение ми купија слободна карта, ми покажа каде треба да се сидам, каде да се качам и толку беше. После си одев со автобус, да, со 50-ница. И така некако си развив самодоверба. А сега би го пуштила дете? Тоа сега и татко ми кажува, треба значи да ги пуштате. Јас како сум ве пуштал вас, значи како ќе развие самодоверба ако не го пуштиш? Да види дека може, дека знае и умее. Да, оди Димитар веќе со автобус. Добро, Димитар е поголем. Да, и поголем е веќе. Да, Кико сега заради тоа што му си приквечер часовите го носиме со автомобил, меѓутоа успеав да искомбинирам јас во исто време. Но Андријана, не да те оправдам, генерално родителите денеска имаат некој страв. Знам. И јас секогаш велам, денеска не можеш да оставиш на комшија да ти го причува детето. Можеби вашата мало е поинаква, но генерално не е така како што било. Мене комшии ме пречувале, го паметам Па и ние не сме живееле со баба и дедо, сами сме си седеле дома, јас и брат ми. Меѓутоа, сега како да кажам, тогаш па имаше други недостатоци, например, немаше мобилен телефон, не знае мајка ми дали сум се вратила. Одев, например, во детскиот хор Пиколо, имавме секоја среда проби од 6:30 до 8, така нешто беше. Додека да отидам на судска палата да фатам автобус или на рекорд, зависи. Да. Додека да дојде, тогаш немаше како сега, па да си гледаш на апликација за колку време ќе дојде автобусот, не знаеш, нели? Се случувало така, доста доцна да се враќам навечер, 9:30 да ме фати и така. Значи имало такви моменти. Да, тоа е стрес за родителот да да тоа чека. е стрес за родител, меѓутоа немало опција, што да се прави. Преска исто зборувавме, тој беше период на транзиција. Моите тогаш нели без работа останаа, па мора да работат и други некои дополнителни работи така натаму. И едноставно моравме како семејство да се, како да кажам, да бидеме компактни. И тоа сега повторно да се вратам значи на првиот муабет, секогаш се третираа како возрастни, секогаш разговаравме доколку има некој проблем, да се каже и тоа е тоа. Значи, некако ги разбиравме работите. Немаше, ама јас сакам ова или сакам она. Едноставно се разбиравме. Од оваа перспектива гледано, ти си средно дете, имаш брат ти се брат вика ми е Роберт. Роберт, ти си средното дете и Николина која што доаѓа подоцна во вашето семејство како едно изненадување, така заклучивме во семејството. Од оваа перспектива гледано, како се чувствуваше ти како средно дете во вашето семејство? Често зборуваме со мои колеги и пријатели, средните деца се како оставени сами на себе од една страна, бидејќи нели секогаш е така. На првото дете повеќе му се обрнува внимание, прво дете и така натаму, второто само си расте. Меѓутоа, јас на вистина имав среќа што растев во едно такво семејство, иако моите беа на работа, татко ми во железара работеше во смени, мајка ми беше книговодител во една фирма тука на плоштадот во Скопје и некако сами со брат ми си растевме, имав среќа да со него растам, како да кажам, во една соба нели си спиевме заедно двајцата и секоја вечер си разговаравме. И блиска разлика сте. Да, 3 години сме разлика со брат ми. Го прашував, тој беше уште од мал посветен на науката и се гледаше едноставно дека ќе стане научник уште како мал, да.
Тој е генетичар, велиш што Да. од мали нозе тие афинитети, има некоја музикалност во него? Има музикалност, да, меѓутоа Скопскиот сајм кога му купија клавирче, едно дрвено црвено клавирче, тие што се моја генерација можеби ќе се сетат, имаше тие беа црвено, дрвено, меѓутоа со бели дирки, а црните дирки беа само залепени. Значи не можеш да свириш. Нефункционални, Да. И му го купија на Роберт, меѓутоа некако јас цело време свирев на клавирчета. Уште тогаш си Уште имала. тогаш, Тој да, клавир е 4-5 можеби години. виновникот Па за да, твојата, па затоа што да. немате вие во фамилија. Немаме музичар. Ти си првиот музичар? Татко ми многу е музикален и мојот дедо, значи на татко ми татко свиреше исто виолина. Така што имам, се разбира, имаме сите, нели, ете таква некоја жичка, Да, музичка, меѓутоа професионален музичар не сме имале. Ти си тој што го крши мразот. во Да, и ете семејството. тоа клавирче од Скопскиот сајм беше виновник, да речеме, на некој начин, бидејќи јас ќе играм нешто друго, не кев на пример толку со кукли да играм колку што свирев на клавирот. И ќе се вратам, ќе си свирам нешто. На пример, пробував, ми беше предизвик некоја песничка што ми е отпеал татко ми пред спиење да пробам да ја отсвирам на клавирчето. Слухиста. По слух, да. Да. Да, и така всушност пробував и така и го забележале талентот. Значи, штом толку посветувам внимание, нели тие сега не знаат да одредат. Ме однесува во музичкото училиште и така всушност започнав мојот музички пат. И како ги паметиш тие денови поминати во твоето детство со мајката, со мајката и со татко ти? Велиш дека сега на некој начин се отсликуваш себе си Да. од твојата мајка, тоа Да. го правиш свесно или се пронаоѓаш себе си, леле мајка ми правеше вака и ја го правам ова несвесно? И двете, комбинација од двете, бидејќи сепак тоа е и дел од карактерот и ти го наследуваш сакаш или некеш на некој начин од родителот, гледаш како прави, ти ги правиш истите работи, нели? Да. Меѓутоа мислам дека биле исправни тие решенија, ете што ги донеле во моментов, гледајќи го исходот понатаму. Сепак ете сме останале нормални луѓе што се вели во смисла ете и да се школуваме, да си оформиме наши семејства, да не правиме некои проблеми и така натаму Да. во таа смисла. Сестра ти оди по стапките на Да. можеби да, не знам, но дали си ти инспирацијата, таа оперска певица Да. во нашата опера и балет, Да. дали ти си инспирацијата да тргне по тие стапки или? Па најверојатно, затоа што сепак кога имате веќе некој во семејството кој што се бави со музика, нели, гледате и вие, како што кажав, еве ова со мајка ми, нели, Да. несвесно нешто копираш и така натаму. Секако, музикална е, почна и таа во нижото музичко училиште, на виолина, меѓутоа подоцна во средното музичко училиште се префрли на соло пеење, оперско пеење и подоцна и дипломираше и еве сега е навистина многу успешна Врвен оперска пејачка. Да. Кога дојде моментот мајка ти да остане бремена со Николина, како го паметите, како го паметиш ти, како реагиравте ти, брат ти бил тогаш 12 години, како реагирал на тоа дека и Да. дека имате сестричка? Па така, како малку бледо ми е сеќавањето, не можам баш на си да се сетам, меѓутоа цело време мислевме машко дека ќе биде бебето. Но тоа се сеќавам и го викавме Андро. Комбинација, нели, од Андријана и Роберт. Меѓутоа Тоа вие си го викавте ние си меѓу го себе? викавме Андро, да. Јас и брат ми. И така, кога се породи мајка ми во државната болница, се сеќавам дека бевме да ја посетиме, меѓутоа нели не се качивме горе, туку така само и мафтавме. И беше возбудливо многу. Едва и чекавме да дојде дома бебето. И Ти тогаш имаш колку години? тогаш Колку се 8. Да, 8 значи, години добро. сме разлика, да. Си помагала, сигурно Да. си била она баш... Се надевам дека сум помагала повеќе отколку што сум одмагала. Да, многу ја сакав некако, така сакав да ја стискам, многу беше сладка како мала. И навистина некако така после како сами заедно си растевме, си помагавме едни со други и така натаму. Да, и така беа тие генерации, тогаш, значи, паметам дека ние некако самостојно растевме, си се посамостојни поддржувавме, бевме. посамостојни Така е. од родителите. Губењето на мајка ти е една болна тема и секогаш велам кога ќе изгубиш родител, времето не лечи, тоа само тој што изгубил Да. може да знае. Како го пребродивте тоа и како ете како еден родител им го преточи тоа на твоите деца? Како тие да ја пребродат таа болка? Тоа беше тежок момент за сите нас, бидејќи беше одеднаш, значи мајка ми не беше болна и буквално за 5 минути почина
Јас не бев во Скопје за жал, имав концерт во Гевгелија таа вечер и така се сеќавам на патот додека се враќав, значи од Гевгелија до Скопје, така некако некоја, не знам како да објаснам. Значи, од што бев во шок, не можев ни да заплачам дури. Да, не е ни верно. Да, не ми беше верно, да бидејќи пред концертот се слуштавме на телефон, разговаравме, така, тоа беше значи на 12 декември 2018 година и не знам како вчера да беше така некако, како децата, па не знам, јас тој извесен период таму останав малку, значи и со татко ми, а сестра ми пак баш тој ден требаше да има премиера во една италијанска опера, меѓутоа ете за жал мораше да ја откаже и така некако тој беше цел нормално траурен период за сите нас како семејство, но пак како што кажав, останавме компактни, заедно сплотени, да. Тоа многу значи. Да не си сам. Да, значи, да не си колку, сам. Колку со повеќе луѓе си, толку полесно така некако го да. чувствуваш. Да. Така што така извесен период така од тие 40 на дена, нели, ги поминав таму со татко ми. И тешко и на децата затоа што и тие ние нонстоп, буквално секој викенд одев јас кај мајка ми, кај татко ми, односно кај брат ми на гости. Да. Значи одевме, значи децата мои со децата на брат ми се како браќа и сестри. Да, се многу блиски, значи. да. Одевме, значи секој викенд таму на ручек заеднички, се дружевме и така натаму и така што многу тешко и тие ја поднесо, меѓутоа добро Кико беше и мал многу, значи 3 годинки, не ни свесен, Димитар беше прваче, меѓутоа ете така од време на време им покажувам нели слики. Убаво е да се споменуваат луѓето кои што веќе не се физички присутни меѓу нас, но да се потсетуваме и да ги споменуваме. Брат ти е реализиран како родител и сестра ти? Да, и сестра ми така е, да. Сестра ми има синче, Александар, има 2 годинки, сега во март 3 ќе полни. Да, и сите предпоставувам и продолжува и таа втора линија на семејството, второ колено да се дружите и да. Апсолутно, сега за Нова година бевме заедно, тие живеат во Милано со супругот и татко ми, јас, Гино, моите деца и заедно сите бевме кај неа за новогодишните празници, навистина преубаво си поминав. Таа живее таму? Да, таа живее таму, ами патува, значи кога за пробите, тука... кога има проби и ангажмани, патува, да. Одлично, значи често можете да си одите во Милано, тоа е убаво. Па и кога ние немаме ангажмани, можеме да одиме, да. Одлично. Пред да преминеме на тоа да испратиме една порака до твоите деца како завршеток на емисијата, сакам да искористам прилика и можност да прашам дали има нешто ново на музички план, можеби нешто што би сакала да ни го најавиш. Па да, еве, можам да најавам на 28 февруари во Дизелдорф, Германија, ќе настапам на хуманитарниот концерт посветен на нашите настрадани младинци во трагичниот пожар во Кочани. Инаку тоа ќе биде еден трибют, да кажеме, на групата ДНК со која што настапив во истата таа сала минатата година, само еден месец пред трагичниот настан. Така што еве ги повикувам сите што се во близината на Дизелдорф да повелат на тој концерт, сите средства значи ќе бидат донирани на страданите. И што да кажам друго, ќе настапувам јас, ќе настапува Ламбе Алабаковски, Тина Русева, нашата нова музичка звезда и Елена Андоновска од Танц. Да, убаво е што се слуша, жално е за што ќе биде наменет тој концерт. Како ќе смогнете сили? Предпоставувам, тие велиш минатата година си била со нив на сцената, сега заедно и заедно патувавме, заедно бевме во авион, заедно бевме цело време таму со сите членови од бендот. Како психички ќе се подготвиш? Не знам, се уште не знам. Да. Ќе ти подарам еден букет, ова е букет од Фрида. Не знам дали ги знаеш Фрида, доколку не ги знаеш, топло ти препорачувам да ги посетиш, да си купиш цвеќе за себе или за некој твој близок, затоа што ги прават најубавите цвеќиња во градот. Фрида во близина на Соборниот храм повели еден. Благодарам, прекрасно. Мирисот на Мама Визија, така велиме, така го насловивме и со букетот кој што преубаво ти стои, на крајот на твоја Мама Визија за Димитар и за Кристијан, која е твојата порака визија за нив? Ним треба да им се обратам на Димитар и Кристијан? Може. Па еве ќе кажам нешто вака во скратена форма од се ова што го кажавме.
Значи, повторно ми се наметнува тоа дека целта во животот не се ниту материјалните добра, ниту нешто такво. Целта во животот е да створиме спомени чии што сеќавање подоцна ќе ни будат едноставно убави, прекрасни чувства за животот кој што сме го поминале. И на сите дечиња им посакувам да ја најдат среќата во себе си и во нешто ситно. Среќата е сепак во некои ситници, во мали детали. Значи не е во некои грандиозни нешта и во кукишта и во пари и така натаму. Има една поговорка вели колку и да ги гушкаш парите, тие никогаш нема да те гушнат. Затоа гушкајте си ги децата, гушкајте си ја фамилијата, чувајте се, бидете добри, во добро здравје, ве поздравувам сите. Ја верувам дека Кристијан и Димитар ќе ја гледаат Мама Визија, а за тебе верувам дека оваа епизода на Мама Визија ќе биде еден убав спомен. Ти благодарам многу, навистина уникатно интервју. Благодарам многу. Навистина ми значи што ја прифати поканата, навистина ми значи што ја сподели твојата животна приказна поврзана со мајчинството. Почитувани вам, ќе ви се заблагодарам што не следевте, доколку ви се допадна фустанот кој што го носам, знаете каде можете да го најдете, бутик Дона во градскиот трговски центар во соседство на Слободен печат. Ако одите, јавете се, ќе испиеме кафе, ќе ве почастиме. Ви благодарам што погледнавте уште една Мама Визија која што верувам дека ви се допадна, ви се допаѓа изборот на гостинката, а останатите знаете дека можете да ги најдете на YouTube каналот на Слободен печат. Благодарам.